Слободен Чокревски, Да. ама многу попознат како Чокре. Многу благодарам што е во период кога си во земјава вратен, ни го приушти ова задоволство да седнеш во Хоризонт Тилма и да пренесеш на вистина нешта кои што ги поседуваш благодарение на твоите животни избори, а тоа планетата Земја да не ти биде далечна, туку апсолутно да истражиш на секаков можен начин. А најмногу гастрономски и по нели вкусовите. Па добре ни дојде. Добре ве најдов, фала што ме поканивте. Многу ми е интересно кога нели спомна дека работиш како професор, верувам во Не, како што си експерт на Светска банка. експерт на Светска банка, Да. добро, во Узбекистан. Да. И сега ние ќе не кажеш еднаш Узбекистан, ние ќе почнеме Таџикистан, Казахстан, Азербејџан и некако тоа на Џанстан. Србија на нивните јазици е Србистан, Хрватска е Србистан. Хрватистан. Ете, и тоа Така да научиме и сите се некои најверојатно се станови. ставаме во исти кош, бидејќи барем некако ни се далечни тие култури. Па еве како се случи да практично одлучиш да бидеш со постојан долги престор. години работев преку Светска ветеринарна организација, ВОАХ се вика, порано беше ОИЕ. Работев како експерт на Светската организација и работевме разни програми, одев повеќе пати. И на крај долги години се размислував дали тука се продолжи со тоа што го работев или не, и на крај се решив дека ова можеби е најинтересната, најплодната и најисплатливата работа што би можел да работам. Дали еве можеби во тоа имаше удел што еве низ годините некако полека сите си одат на ваков или онаков начин, па дури и повозрастни категории на граѓани со можности, па дури и со семејства, па дали еве можеби и ти доби таква инспирација Не. да речеше па и јас Не. можеби е најдобро ова да го направам. Не, ја уште во далечната 88 бев во Америка 4-5 месеци, по разни места и Канада. Работев во карвош, сервис за перење коли. И тогаш уште во бивша Југославија размислував што е животот, каде би бил среќен и што би правил без овие случувања во Македонија што се и овие транзиции. И не, што знам, социјалниот живот тука, семејство, роднини, другари, пријатели, се знаеш, тука си свој на свое, некако било секој пат за мене најбитно. И сум работел многу работи кои што биле проекти, кои што биле поврзани со патување надвор, така да тој баланс и желба да отиде човек да промени нешто, сум го задоволувал преку тие проекти, преку одење во и преку приватни патувања кои што ги организиравме на 20 години со екипа на другари по цел свет, така да тоа ми било балансот. Работата тука, проектите надвор, шетањата и така испадна животот да биде исполнет со се. Спомна дека се работел во карвош, ама никогаш тие баш такви работички носат една голема и важна лекција, особено на стартот, кога некој нешто почнува. Па еве, знаеш, луѓето кај нас некако во последно време, особено генерација Z, има некоја визија дека од прва треба да биде на висока функција, големи пари, лесно преку социјалните медиуми се стратегијата или пропагандата веднаш милионер, брзи пари, успеси така натаму, ама многу повеќе стекнуваш знаење, вештини. Барем За нашите генерации немаше избор. Нас не зима на 18 години, не става во ЈНА и одевме да учиме да станеме секој сабајле во 5 саат, да изчистиме, да направиме ред, рад и дисциплина. Ред, рад и дисциплина. Што бе, кај беше во војска еве тој период ти како едно што? село на 35 километри од Белград. Јас се надев дека ќе бидам во Белград, пошто одев на студии после тоа таму, кога ги да го поднаучам градот да не се губам. Ама кога ме ставија некој село, ни Белград видов ни ништо. А како што беше во војска? Таа е елитна единица противавионска одбрана на Белград, тогашната престолнина на
на Југославија и ние бевме цело време под узбуни, под приправност и Добро, така. на училиште не вика имавме вежба авиони, легни, стани. Не, ова е подруго. Со ракетни бази, со такви работи. Сакам да кажам, се во тој дух беше некако. Да, добро, ама ние тогаш мислев дека е таа губење време и воопшто не ги сакам тие војнички подредености, меѓутоа ние како генерации созревавме не сакајки на 18 години, кога отидеш како дете, се враќаш како млад маж кој што прошол низ нешто, научил што е хиерархија, почитување, правила, ред на живот и така натаму, така има голема разлика измеѓу тие генерации што Еве сега ќе враќаат војни. Ома од 2 месеца. Добро, тоа е као на екскурзија да биле некако. Кој на екскурзија да биле. Извидници. Зошто да прашав? Затоа што нели многу драж, ама и многу лекции има кога човек си го пробива патот и токму кога ќе почне со нешто што е Па добро, да видиш дека во денешно доба, колку ја што гледам, родителите ги ставаат децата под некое стаклено звоно и се заштитени, овие што се професори по школи и наставници и така натаму не смеат премногу да влијат во тоа воспитание што го даваат родителите и често пати недостатокот на време да се посвети на децата го даваат со купување подароци, материјални работи и размазување на крајот на да, курсите на недостигот на време Мгм. и фокус може би го компензирате Ние не сме имале, зборувам за нашите генерации, не сме имале такви проблеми, затоа што сепак реков, војската беше за машките. Но и семејството беше еден вид војска, мислам дека далеко од тоа дека на бевме- времето само ќе те погледне родителот и те нема. А камоли сега врискање по кафани, трчање по маси, тоа е сосема друга ситуација. Ама добро, може би така треба. Па ајде малку да Не е само Македонија да така. проговориме за изборот еве за студии, за твојата професија определба, дали тоа ти се случи така Па безазлено или едноставно еве од дете си сакал тоа да биде твоја вокација? Ја негде до 3-та година гимназија бев убеден дека ќе одам на ликовна академија или нешто поврзано со цртање, што тоа ми одеше, оде во ликовни секции и така натаму. И ме исполнуваше. Мене сите тетрадки од гимназија и од основно училиште, половината задње со цртежи. На тој начин и се концентрирав и слушав и мислев дека тоа ќе биде, па нешто тогаш во раните 80-ти, некаде до средина на 80-ти години, многу беше ситуацијата беше тешка за вработување и сите тие професии кои што се убави, уметност, архитектура и така натаму, луѓето чекаа со генерации за вработување пошто немаше Јас приватни. се сеќавам дека и многу беше тешко да се влезе на ликовна Добро, се полага. академија, Не, да. не, и некаде во 4-та година размислав за некоја алтернатива. Кај мене сите цела фамилија се правници, брат ми завршуваше факултет, татко ми беше професор на правен факултет и они двајцата ме варбуваа, ме убедуваа дека можеби не е лошо и дека јас ќе дојдам на готова некоја канцеларија веќе отворена од брат ми ќе работим, ама не ми се допаѓаше тоа да бидам под чадорот на татко ми и да се надпреварувам со неговиот да кажеме габарити и место во струката. И брат ми полагаше секој пат испит прво дома, па после идеше на испит. Мислам дека тоа е најтешкиот, барем никогаш. Па да, и никој пат не знам дали бар ја, не знам дали ние дали тоа што би го постигнал таму би било ради мене или ради презимето, ради татко ми така натаму. И војковците професори по други факултети, тие ме убедуваа да идам ваму таму. Испадна интересна работа со ветеринарната медицина тогаш. Немаше ветеринари во Македонија, немаше ветеринарен факултет. И веднаш со било кој да беше вработен, се чекаа луѓе да дојдат за да бидат вработени. Имаше едно, да кажеме, бришано поле, чисто поле за напредување, за работа, и ми се виде интересно. Па ми рекоа многу тежок факултет, па нема да идеш, па треба во Белград да идеш, па во Загреб да одиш или каде беа факултетите.
И мене ми, ај не можеш тоа, треба кој ќе ти кажат кој не може. И така сосема случајно отидов, немав прв пат свиња и крава видов на факултет во живо. Па еве што можеме да научиме да речеме од животните. Не, добро, сум имал домашни миленичиња. Да, тие се друга категорија, но... ама овака овие фармски животни, тоа што. И јас замислував дека таму во куќата, долниот спрат со теренот ќе биде мојата клиника и ја ќе работам со хирургија со мали животни. Тоа беше првичната идеја, отиде работам сосема во друг правец, станував дека хирургијата нешто многу не ме возбудува, нарочно во ветеринарната медицина тоа не е кузна што, мислам за мене не беше толку интересна рутинска работа. Ама и одлично напредуваше во поглед на таа кариера, нели имаше и директорска позиција. Добро, тоа беше многу подоцна, тоа беше некои 10 години после моето вработување. Пред тоа на ветеринарниот факултет имавме многу меѓународни проекти. Тогашната наша управа ветеринарна немаше доволно луѓе, беа 4-5 луѓе само, а како независна држава мора да ги водиш сите административни работи, па и сите стручни работи. И уште таму негде 96-та година ја бев на испомош од факултетот и институтот помага на управата и ја ги работев тие епидемиолошки мапи, известувања до Париз, до Брисел и така натаму, и тука се запознав со тој дел од работата, менаџерскиот, организацијата, голем дел од ветеринарната медицина не е само лечење на еден пациент. Има една изрека, викаат хуманиот доктор го лечи човекот, а ветеринарниот доктор го лечи општеството. Ние се грижиме за општото здравствена состојба на животните, на квалитетот и безбедноста на храната, она што го конзумираме секој ден. И тие работи некако луѓето не ги познаваат доволно. Интересно е кога зборуваме за епидемии, се извинувам и ова, некако сега светот сакал, не сакал, го мери времето, ако некогаш беше пред наша ера, по наша ера, сега е пред корона, по корона, додуше не беше крава, свиња, беше лилјак од Вухан, и тоа е познак прашање, ама во периодот пред короната секако постојано имаше и до ден денес се алармираше за појава на птичи грип, свински грип и така. Епидемии, тоа доаѓа од грчка збор, епидемос, врз луѓето. Врз луѓето, да. Епизоотие врз животните, ние така ги викаме. Сега ради модерната епидемиологија, има ветеринарна епидемиологија, а сега веќе епидемиологијата е една. И има после сите овие случувања во последните 10-15 години, има сите светската здравствена, светската ветеринарна, ФАО и уште неколку светски организации. Прават еден пристап, се вика One Health, едно здравје, каде што на секоја болест, секој проблем се пристапува од сите страни, и од страна на хуманата медицина, од страна на ветеринарната медицина, од страна на екологијата, на животната средина, земјоделството, значи сите тие фактори влијаат на некоја болест. И болеста не може да биде како птичиот грип, да биде решена само од ветеринарната служба, него тука треба да бидат вклучени сите. И на сите тие болести им се приоѓа на тој начин. Епидемиите или епизоотиите кај нас во ветеринарната медицина се едно од главните работи. Ова што се случи со короната, со ковидот, нас ние секојдневна работа со многу болести кои што може да ги слушате, не ги слушате. Афричка свинска чума сега актуелна, чума кај малите преживари, уште има присутност на инфлуенцата на птичиот грип. Многу такви кои што се движат. Значи во денешно доба векторите на пренесување на болести се движат побрзо од инкубацијата. Ај сега да не навлегуваме многу стручни работи, значи со трговија денешно доба, од Бразил доаѓа месо, од Кина доаѓа, од ваму, од таму, забрано ваму, па некој прошо, па луѓе донеле, па пренеле вирус, па сите тие работи, тоа патувањето и оваа глобализацијата во последно време
го промени и пристапот и спремноста на ветеринарните служби како да се справат со тие епизоди, епидемии. Интересно е. Ќе Споменаме сега Хрватска која толку ни е близко, имаме прв случај после 30 години на лепра. Да, на лепра. Лепра, добро. Така да болестите ги снемува, па ги има. Ги Има доста фактори. И еве во ковидот едноставна епидемиологија е дека кога популацијата, зборуваме дали се луѓе, дали се животни, ќе достигне негде околу 66% заштита, веќе паѓа и се стопира ширењето на таа епидемија, таа болест. Сите паметни антиваксери се појавија, ваква била, таква била вакцина, да се извакциниравме одма како што требаше сите, многу побрзо ќе ја решевме работата. И да имавме вакцина порано. Сега ти интересно е дека можеби својата најголема популарност ја имаш како човек кој што не само е слободарски дух, еве и ми откри дека не случајно лековната уметност те привлекувала, што значи твојата душа е уметничка од првиот почеток. Сега под уметничка душа најверојатно сувопарно ако збориме ќе мисля дека има некој човек афинитети кон уметност, има некаков талент, но ти навистина уметнички си го живееш животот. Твојот слободарски дух е ориентиран апсолутно кон се што те обкружува. Неретко може да те видат и на джез фестивали, на концерти, на представи. Активен си, но тоа го правиш и кога станува збор за другите земји. Значи не си човек кој што патува како турист, па разгледува знаменитости, теку буквално ја живееш планетата. Да. Се однесува до музиката, тоа е едно хоби кое што и пасија, кое што ми одзема доста време. Меѓутоа ми дава мир, ме успокојува, ме прочистува од сите, да кажеме, негативни влијанија, психози, притисоци и така натаму. И многу слушам музика. Што еве најмногу слушаш во периодов? Во периодов? Тешко прашање. Слушам модерна музика, модерен джез, кој што е поврзан со електроника, многу слушам етно музика. Фузии ме интересираат на разни музики. И ова сега со стриминзиве, со Тајдали, со тоа е лудница. Сега и вештачка интелигенција се користи, па се прават фузии, преработки. Апсолутно. Немам проблем со вештачката интелигенција. Со природната верувам дека повеќе ќе ни изиритира ако ја нема. Не, ама еве на пример, вие што се стриминг платформите за музика, врз база на тоа што сум го селектирал јас, ми прави такви плейлисти, такво радио си имам за мене као скроено, не сум можел да го сонувам ова. Ова као дете некој да ми кажеше дека ќе имам негде 170 милиони албуми, па ја имам проведено денови и денови, сегде што патувам по CD-теки, по стари цедиња, по плочи, по сега кликни побара и светие, па дори ти прави сугестии кој би ги слушал, што и како ќе ги знаеш. На времето имаше 5 групи, сите ги знаевме, паѓавме во несвест за тоа. Така кога те слушам, ме потсеќаш на она што можев еве како дете да го видам во домот на Кирил Темков. Во тој период тоа беше цела соба плочи. Он беше исклучителен или познавач на джезот. Па сега вака кога зборуваш некако ме потсетува. Ја плочите ги расходував предно 20 кусор години, пошто сум мрзлив да станувам да ја пуштам плочата, па чекај прескочи ја таа, па баре ја плочата каде. Сега сум во стриминг повеќе и малку сум болен за аудиофилија. Не многу. Има поголеми болесници од мене. Сакам убав звук и сакам софистицирана опрема. Дома имам такво нешто и уживам во таа приказка со музиката. Али ова сега, па да не е AI да ми ги прави овие работи, да ми замисли да бараш кој е што е. Милиарди групи има, милиарди музики има.
викаат не била добра музиката као на времето. Не е точно, каква музика има сега. За домашната музика зборуваме? Не. Мислам дека не, тука. Ќе збориме и за тука. Не ме интересира. Се морам да кажам, не ме интересира, не сум некој, има добри ствари. Меѓутоа тоа јас што го слушам не е. Ние на времето, јас кога отидев до Грција, ќе купам 2 плочи и бев главен фраер у наредните 2 месеци, пошто сите бара да ги снимат на касета. Сега, младиве имаат на достапност во милисекунд кога ќе излезе некоја песна, ја имаат достапно на интернет, може да ја симнат, може да ја слушаат и тие пак слушаат некој турбо фолко и Чувриве, не знам, па ќе прашам со оглед на тоа што имаш огромна пасија кон музика цел живот. Тоа си се обидел леве како хоби да учиш инструмент или нешто? Не знам како си со пењето, може вокални способности. Нула. Во негде во 4-то оделение ме запишаа во музичко. На мајка ми беше желба животна да некој од деца стане музички образовано, ама некако не ни многу повеќе ми е свирење на опрема него. И имам проблем со пењето, не пеам го и таму гракав. Ја можам да ги погодам сите ноти, меѓутоа не ги составувам во песна. Исто и во гимназија на сила не ставија во хор да сум пеел. Зашто си тоа ми ќе ги погодам, после таму таа што беше професорката, ти само вика отварај уста. Немој да пееш. Да сметаш. Така, не сум по пењето и немам желба и не ги ни разбирам овие караоке и желбите на луѓе да пеат во јавноста, не ги биѓа. Најдобро потуш. Најдобро потуш. Ни потуш, си слушам. Ја не ги разбирам и ова жива музика да има во кафана, и тоа не го разбирам. Особено фокусот ќе го ставиме во однос на културата, гастрономијата и се тоа што всушност е еден белек. Најчесто е кога патуваме, по тоа ги откриваме земјите. Не го одговори прашањето околу патувањата. Значи едно е да одиш како туриста, а друго да си патувач. Traveler and tourist на англиски се дистинкцијата помеѓу тие две категории. Значи, ние кога одиме некаде, ја во секоја земја која што одам, едно од главните места што сакам да ги посетам е пазар. Одиш на пазар, рацете позади на грб и уживаш во културата на земјата и најдобро можеш да видиш и што се јаде и како се однесуваат луѓето едни со други, какви производи има, што има. За мене тоа многу интересна работа. Кој вака најубав пазар? Го зборуваат оној на Барселона, сме го виделе, ама ти толку имаш читано што... Барселона, тоа е комерцијален, убаво таму има... Што го прави еден пазар комерцијален, еве, тоа не разбирам. Пазарите во Азија се уметност во споредба со све друго. Ова е комерцијала за туристи таму на Рамбла од десно. За тој пазар зборуваме. За тој пазар, тој го фалат. Ја искрено по пазари... Добро, убаво направено, не е тоа. Ти идеш на пазар и кога ќе видиш секој едно овошје, толицко зрнце наредено едно до друго направено. Па колорити на зачини, на се и се што. Азиските пазари се па мислам таму доаѓа негде пазар. Да. Се чудо, се убавен. Се што дошло како зачини, вкусови дошло... Ваму кај што сум во Узбекистан, нивната култура на пазари е многу интересна. И се скокам тема на тема, ама да ги... Тие пазари се чудо наредени, направени, огромни, со се и се што. Сега не можам да се пофалам за, кажеме, добра почна во последно време да ги тргаат месо на тезга, продавање и такви работи. Тоа сме го виделе во Шуто Ризари, јас сум видела. На тој принцип? Или... Да, ама не пилешки батаци замрзнати ставени на тезга, него месо заклано парче. Не, јас живо месо имам видено. Некогаш, не знам сега. Не, види. И тоа е друг муабет. Добро, каков е таму еве односот во однос на контролите, еве така се продава месо? Концептот на безбедност на храна, кој што го има во Европа, го нема таму. Таму е испечи го убаво и јади го. Тоа е безбедност на храна. Овие
системна контрола од нива до трпеза, што е во Европа во последниве 30 години се спроведува, уште не е присутен. Сега нешто се тепаат кои ќе го контролираат, дали ветеринарите, дали хуманите доктори, ама се уште не е на тоа ниво, мака да луѓето се чисти. Битна им е хигиената, не е прљаво, нема ѓубре, по градовите е исчистено, нема хартивче да видиш, не фрлаат, не прават, не. Чисти се сакаат да им биде чисто. Не од аспект на безбедност на храна толку колку што имаат некоја како кажам, навика за хигиена. Да. Што... Хигиена имаат. Јас спомнах хигиената. Па еве сега кога ќе дојдеш од таму каде што нема хартивче и ливче, овде кога ќе дојдеш, како ти е? Морам да те прашам затоа што верувам дека доживуваме цивилизацијски шок кога одиме некаде, а ние сепак не сме толку далеку од континентот кој што не се имаме некултура како нација во однос на се оно што е надвор од нашиот праг. Значи дома може супер чисто, ама ѓубрето фрлено надвор кога не е веќе моја грижа и некој друг треба тоа да го јавните простори не ги осеќаме како своји и фрлај. Еве да речеме некој да фрла истите луѓе кои ќе отидат негде Швајцарија, Германија не фрлаат и не плюкаат. Еве таму како функционираат да речеме законите во однос не дај Боже некој Па нема, они имаат се уште можеби наследство од Советскиот сојуз, имаат големи служби, многу народ се, има луѓе за вработување, платите можда не се толку големи, ама ќе видиш армија жени со шами 50 степени надвор, они чистат, косат треви по парковите, средуваат, така да не знам, чисто бар во големите, во помалите градови можда не толку, ама овие сите поголеми градови што се таму се супер чисти. Еве, кога веќе зборуваме, бидејќи тоа е култура на живење, можеби за почеток најважно, како кај човекот индивидуално, не го напушташ прагот пред, нели, да се средиш, искапиш и се разбира да бидеш пријатен за обкружувањето. Тоа е еден вид почет, нели? Ама да, за себе, ама за другите. Ерозијава како да почнува да се зголемува од година во година. Јас секако ќе кажам, ако пуштиме снимки од 80 ќе видиме едни исклучително поинакви луѓе во однос на културата. Сега, ерозијата ја врзуваш ли со ерозија на културата кај нас, во смисла на па што е култура? Дискриминирање на она што има вредност. Што е култура? И тоа треба нака да се размисли. По тебе Јавната култура на времето била со некои вредности други. Сега јавна култура се социјални мрежи, модели и идоли се турбофолк звезди, политичари и луѓе кои што не ги интересира и немаат таква култура што ние ја замислуваме. Има друга култура, има турбофолк култура, има политичка култура. Ѓубрето сега стана, нели, политичко подкусурување, кој го фрлал, кој не го собирал. Да, некако не знам. И пак е се шокантно секако. И пак е се контейнерите полни со ѓубре, не се чисти ништо и ние не внимаваме. Затоа те прашав дали таму постојат казни, да речеме ќе Па дојде. не знам дали има казни, не сум дошол до тоа дали некој бил казнен што фрлил ѓубре или како имаат ред. И го почитуваат ред, имаат почитување и ред околу државата и околу законите кои што се така се навикнати. Они имаат од времето, од историјата имаат канови, имаат Џингис канови, имаат разни султани кои што ги слушали. Тој е лидерот, сите се навикнати да го слушаат, да почитуваат хиерархијата. Ние сме навикнати да не ја почитуваме. И ако можеме некако да
избегнеме хиерархијата, сме најдобри прави. Тоа се одразува и на ѓубре, и на друга култура, и култура во возење. Идејата дека не треба да им сметаш на другите, сметам за можеби најголемо мерило за културата на луѓето. Да А кај имаш нас, ако обзир и сметаш срам. на комшиите, ако им рокнеш музика, по можност некој фок да арлука, те прави поголем. Ако засметаш со кола и им преседа, ти си нешто многу битен. Не внимаваме дали им сметаме на другите луѓе. А живењето во зедници, во големи Ја градови... паметам, некогаш Чокрене воспитува и како да имаме обзири кон другите, да не пречиме, да не бидеме прегласни, да внимаваме, нели... Добро, дајде, сега ќе испадне Па така подкастов беше. дека е некоја носталгија за некои други време. Не, носталгија, туку и Пушкин рекол како беше дека кога ќе налеташ на нешто подобро, си како ќе го заборавиш она што си го изгубил. Не мислам дека е само Македонија во таа приказка. Пак ќе кажам, социјалните мрежи, видео геймс, чудни Промена на музики. генерации, можеби. Да, и тоа е. И порано им ќе излезеш на улица, ќе те натепаат, ќе натепаш некого и учиш хиерархијата од мало дете. Некој ќе ти ги земе џамлиите или сликичките, па после ти ќе ги земеш и учиш како се однесува во општеството. Она што мене ми фали најмногу, диагноза, ако ја поставам, диагнозата на општеството е почит. Почит према држава, почит према закон, почит према луѓе. И почит кон себе може почит према постари, почит према семејство. Нема више тоа изгубено, нема почит. Што повеќе не почиташ, ти си некој ребел. Ти си патуваш, цел живот патуваш. Да. Почит нема почит, тоа е. Тој глобално почнува да исчезнува. Тој глобално почнува да исчезнува. Па да, има сериозни држави со сериозна структура и начини и традиција на почитување. Кај нас ние као држава сме биле секој пат поробени од некого и да бидеш против државата било супер. Во Шведска ако затеш данок, ќе те пријави жената или комшијата. Така да кажеш, мемориски е врежано. Па и мемориски е врежано, ние да бидеме... Да има некој отпор, па ако треба еве во последно време сами себе да се поробиме и сами на себе отпор да си даме. Па не знам, нема желба, нема критериуми, нема кој тоа да го каже. Тие што треба да бидат, кажеме, модели по кои што ќе однеси тоа. Образование, ќе испаднеме се на носталгија. Нема да испаднеме, ама образованието е паднато. Тоа сакав на да времето, на времето, јас кога отидов во Америка, бев на 2 универзитети као студент. Јас сум бил Ајнштејн за тие таму. Така беше некогаш и тоа, еве да не биде носталгични сме, ама беше. Да, и сега на времето во Југославија пак носталгија. Гимназијата, класичната гимназија што имавме, беше еднаква на втора година на Јел, универзитетот во Америка. Сега вадиме некои податоци дека нашиве деца биле најнеинтелигентни во Европа, не знам, по некои тестови, по не знам што. Значи нешто ја не верам, мислам дека сме ние интелигентна нација, само треба некој тоа да го направи со образование, со култура, со почит. Почит кон наставници, почит кон едукација. Ги спомна социјалните медиуми и некако се добива впечаток сега веќе глобално, нели, преку социјалните медиуми дознаваме од други кои што се професори во земји како Канада, кои што велат дека дури кога оценуваат, забележуваат дека во последно време, во последните години се случува огромен пад, ностоп паѓаат, значи како да социјалните медиуми, повторно ќе кажам, пропагандата е наметнува дека не е битно веќе да се троши времето на многу информации, познавање, студиозност. Ја можам само да замислам колку би ми било полесно и студирање и работење се да сум ги имал овие алатки што се сега достапни за 5 минути да можеш да ги најдеш. На ветеринарен факултет има една стара од ветеринарен институт библиотека со книги од 20 и некоја година кога е формирано, ставани се таму. И ја се сеќавам првата година кога се вработев таму, се закопав таму и
на најголемите рафтови барав некои книги од 50 години и види ова види тоа, па бриши ги од прашина. Сега имаш за 30 милисекунди можеш сите тие податоци да ги добиеш на компјутер со седење со уживање, без барање. Сакам да кажам, од друга страна па тие податоци се премногу и зашто вика американците биле неинтелигентни. Па за да влезеш во еден супермаркет во Америка, имаш 50 врсти на чипсови, 100 врсти на ова, 500. Треба мозокот да ти биде окупиран со што ќе земеш, како ќе земеш и со тие материјални нешта, кои што после ти ги потиснуваат, толку е капацитетот на мозокот, оние што би требало да бидат интелектуални, културни работи кои што би требале мозокот да се бави со тие нешта. Еве сега купив едно апаратче, тоа е како картица и тоа е AI Voice Recorder. Тоа може тебе да ти користи. Што значи тоа? Тоа е картица, се залепува со Bluetooth на телефон и еве овој наш подкаст му прави транскрипција на 112 јазика. Значи ова целото ќе го препише и ќе ти направи summary и ќе ти го даде готово. Значи чудо. Не сум можел да го сонувам тоа. Ама еве во работава, пошто работам разни методологии за Светската ветеринарна организација, одам во разни институции, правам и такви интервјуи, ама тоа све на тетрадка. Каква тетрадка? Тап. И прво што прашам узбекистански работи, yes. Еве каква е атмосферата да се оди таму на работа? Зборувам секојдневието. Дали постојат оние нели мобинзи, токсични атмосфери, оговарања не. Има секаде го има тоа и мислам дека нормално е. Го има во различни видови форми, го има и во Америка, го има и во Шведска и го има во Узбекистан. Во принцип тоа се многу гостолюбиви луѓе и ги почитуваат странците кои ќе дојдат. Од друга страна па јас сум бил на нивно место, ми доаѓале многу странци, експерти и така натаму и уште тогаш се заколнав дека нема да бидам само дојди напиши извештај избегај, земи си ги парите, него ќе сакам јас нешто да придонесам за таа работа и да оставам нешто позади себе. И секој пат се ставам, јас работам за вас, вие треба да ми кажете што сакате од мене. Не сум ви ја шефот, него вие сте ми шефови мене. И они вака шокирани се сите за таков пристап, ама јас имам и име ми дадоа нивно, сум како таму најмногу. Иначе одам и во другите земји од Централна Азија, од бивши Советски сојуз. Научив и руски. Не сум сакал руски да видам. Зошто не си сакал? Па спаѓа меѓу еден од најбогатите книжевни јазици. Да, меѓутоа ние така бевме многу прозападно воспитувани со музика, култура, имиџи, филмови. И тоа ни беше. Во тој период ни беа дефиниција и за затвореност, и нешто што беше, ни беше привлечно за млади духови. Мене, ја во Бугарија отидов прв пат 89-та. Која бевме донови за не. Да. Не, ама сакам да кажам, мене би ми било срам да кажам, кај си бил во Бугарија, кака. Многу сум пропуштил. Сум бил во заблуда дека тој свет си има свој квалитети, карактеристики. Тој источен. Најстари универзитети си како зборуваш за Бугарија, така? Добро, не толку, ама и тоа. Сакам да кажам дека таа железната завеса што беше и за нас беше, очите беа Англија и Америка. Па таква беше про нашите социјални медиуми, тогаш таква беше пропаганда. Да. Ти си апсолутно патувач и вела дека човек во животот апсолутно расте и станува многу богат и содржински, ја добива почита, разбирањето, ја губи крутоста, ригидноста со запознавање на други култури и секако патувањето дава белек на човекот кој што расте однатре. И со работа, ама и приватно патувам многу. И секој пат ми било од најголем интерес тоа патување и ме возбудувало и ако ме
прашаш сега што ми било најубаво во последниве 20-30 години, се тие патувања. И со работата, и се не може човек кој што е крут да оди и да работи и да посетува такви места и да се мене другите култури ме фасцинирале и сум го можеби изградил својот карактер да бидам флексибилен на секоја култура. Работев во Судан, тоа е шеријатска држава. Шеријатскиот закон е таму, не знам дали знаеш што е тоа. И таму каков алкохол, какво со полициски час навечер, со патување, со све, може да се. Во Етиопија работев, бев по некои чудни места таму на кај Џибути, во пустиња, кај во шоферски мотели и така натаму. Ако немаш јак стомак и како да кажеме, да ги прифатиш тие работи, не можеш не оди. Како одиш по тоа Африките, како нели се зарази, што си вакциниран. Ако почнеш така да размислуваш, поарно не го работи, тој не патој таму. Земи си пакет аранжман, иди у Грчка или у Турција, 7 дена јади, пи, уживај. Тоа е интересно, еве, затоа рековме туристи патувачи, но и како туристи, ајде и така да кажем, има луѓе кои што сакаат сусама по некакви предизвици. Кај нас некако, зошто не сме храбри? Можеби новите генерации во поголем број поинаков пристап имаат во откривањето на земјите. Ние all inclusive, какво е дењето во смисла дали има доволно, дури тоа што е all inclusive, како да кажам, е повеќе насочено кон количината на тоа што ќе се конзумира. Да се подсетиме, Чокрова, го зборам. Не се слагам скроз. Во Египет на насловна завршивме, нели, или каде беше во Турција, за 1 тон пиво испиено. Добро. Секако дека русите пијат поише од нас. Како и Котело трауми има. Кога е гага и киселината е блага, така беше. Не, има еден тренд кај младиве што ми се допаѓа. Овие ефтиниве буџетскиве летови што ги има од Скопје, има возможност за немногу пари да прошетаат малку и да отворат малку видиците, вклучително и за гастрономијата, пробуваат азијатски, ќе отидат негде, ќе јадат тај, ќе јадат кинески. Кај нас тешко не заживеа тие, да кажеме, други кујни, освен италијанската што е одомаќена. Ама и проширија видици. Младиве има еден добар период, сега не знам со финансиски како е, ама да прошетаат малку. Да видат Европа, ама пак прошета, пак во тие градови има, пак ќе кажем, разни видови на ресторани, на култури, на клубови и отворија малку видиците, не е Дип Балкан само. Ова кој напоменав, драго ми е што се менуваат нормално новата генерација, многу работи менува и ќе ти откриам и гастрономски ќе има промени. Ама пред да преминам на тоа, зашто зборувам за тој тип на туризам кој што дури и домакините не му се радуваат многу, бидејќи домакинот сака нели гостинот да троши. Но имаме и ситуации каде што ова го знам од луѓе кои што се цел живот во туризмот, наречеме ако одат на екзотични дестинации како Бали, се бара дали има бело наше овчо сирење. Значи, кога зборувам организирано преку агенција, неретко ќе видиш и такви ситуации, дури многу почесто. Но затоа издвојуваме туристи, такви се знаат да бидат и кинезите и нели американците во групи. Не само во Македонија. Така. Ти корејците кога доаѓаат на Филипини, има еден остров се вика Боракај, едно од најубавите плажи на светот. И тоа малце го искомерциализира и они цели групи идат, не се дружат со никого. Јадат во хотелот, да им прават кимчи-мимчи, тие некои такви работи, идат облечени во исто жарака и све сликаат, само сликаат. Не се дружат со никого, не комуницираат, не ги интересира ништо. Можда, не знам. Тако е, тоа е некоја друга култура која што дали се плаши. Дали може би треба да имаш да работиш на својата натокред, па тоа зборувам образование. Секој треба да си прави тоа што сака. Да. Значи има луѓе кои што
не одам таму во Африка, многу сиромаштија, па добро што? И Им тоа е- смета ако ќе видат сиромаштија, сакаат асфалт и ресорт. Немаат потреба да одат, затоа што едно е ти да одиш и да сакаш да видиш разлика и тоа да те исполнува. Мене тоа ме исполнува. Да го доживуваш Тоа што како не сум го- доживување, како не знам, откривање на нови светови. А друго е ти да бараш во све да има кебапчиња и овчо сирење. Сосема друго. Ја дури од таа љубопитност, да кажеме, во Мијанмар бевме една година. Во Рангун, Јангун бивши. И таму на пазар имаше 4 вида на скакулци. Bizarre Foods. Bizarre food. Не дека ми се допадна, никакви беа со зетин напиен, као крцкаво со зетин напиени, ама реков ќе ги јадам, ако ништо друго ќе зборам дека сум пробал и ова. Абе папион. Има како гледаш и те гледа тоа скакулецо со очите испржани. Ајде ќе го јадам. Сакам да кажам, се е тоа, што се јаде, што се пие, тоа е дел од културата и тоа е доживување. Дали ќе ти се допадне, нема ти се допадне, тоа е друг муабет. Ја секој пат не јадам тоа. Абе пробај, види. Да, треба да Па пробаш ќе за знаеш да дека кажеш не, дека ти се допаѓа или не ти се допаѓа. Идејата да се види тоа, да се види различно нешто е сосема кај ако не те интересира тоа, немаш зашто да одиш, зашто трошиш пари. А успеваш ли да најдеш друштво или секогаш си сам патуваш? Да, имам една екипа на пријатели. Малку се разречевме се оженија, па се разведува, па и сега потешко им е да се договорат дека ќе отидеме негде. Одевме по 3 недели ни беше. Секоја година 3 недели одевме. Една година Африка, една година Азија, една година Јужна Америка. Никако западна култура, него нешто сосема различно. И гледавме да не повторуваме земји или да одиме на други места во истите земји. И стварно прекрасно, екипа добра, добро друштво и сите бевме така некако настроени да истражуваме. Да идеме да видиме, да гледаме и сите се оди на екскурзија да видиме нешто, одиме сите. Вечер ќе јадеме, тоа ќе се собереме, тоа ќе правиме. Супер. Друштвото ми е сега во последние некои 10 години, да. Па имаме една екипа кај што одиме си славиме родендени, 50-тите родендени почнавме да ги славиме. И тој што е славеникот ги купува картите, визер, мизер, кој колку може. И после идеме заедно и тоа е поводот да го прославиме јубилејниот. Така, еве повторно имаме оригинален пристап и еве за оние кои што нели најчесто има таков коментар, зборувавме дека сега има и ефтини летови. Заблудата кај многумина е дека треба премногу да имаш или премногу да потрошиш, но оној кој што уме и истражува ќе открие дека и тоа не е баш така. Јас сега не смеам да зборувам, затоа што не сум женет, немам деца. Да имам деца со потреби, сакам ова, сакам она, сакам ваму таму. Прашање дали би можел сите овие патувања да ги остварам. Луѓе со семејства, со малце потешко е. Сепак да отидеш во Јужна Америка, картите не се ефтини, скапи се од 1500 евра, одат нагоре. И сето тоа чини пари, не е дека е ефтино, ама мене ми значило многу и тоа ми било. Интересно е што спомна, че неретко беше да всушност летот е многу поскап отколку престојот таму да. Ја на почеток вака им објаснав на луѓето, пошто пред 20 и кусур години, кога отидовме на Куба 2002 или 2003 година прв пат, тоа беше кога да сум отишол на Марс. Се врати од Марс, па тука муабети, па како отишол, па зашто отишол, па што. Некерман имаше, нели, тука една агенција германска, за 1200 евра беше 16 дена all inclusive. Тогаш. И тоа некој ќе отиде и ќе затвори кафана во Грција, во овие мевкохори таму. Па поскапи се од Куба. И со 2 ручека, 3 ручека ја анулираш разликата во цени. Азија сега со глобализација цениве веќе отидува секаде горе, али тогаш беше смешно. За $20 од Тајланд јадеш 6 кила морски
јастози, шкампи, риби, да се убиеш. Сакам да Кај кажам. нив е тоа као муслик. Не, ама сакам да кажам. Ние еднаш, два пати дневно одевме по ресторани за многу мали пари. Не беше тоа ич скап. Беше само картата. Ке најдеш картата некаде. А тоа е затоа што немавме конекции, нормално тоа е Добро, не. И сега, со Туркиш обично на Азија, фаќавме, или со овие Катар кога беа Airways. да. И кога лета и тие, и ги фаќавме, ама тука веќе март, крај на март, април, веќе се собираме. И размислуваме, ки идеме вамо, ки идеме таму, па немаше на интернет барање, па дај, оние Lonely Planet, па ја ги купував, ги нарачував, тие, имам цела библиотека со Lonely Planet книги, па кај да одиш, што да видиш, па тоа, самото истражување пред да отидеш на патување, каде да отидеш, што да направиш, беше еден вид на патување ментално. И сега и тап. Само ти ли си во твоето семејство со ваква пасија? Да. Имаш ли некој чуку дедо кој што бил како тебе? Да. Прадедо ми бил во Америка и работел таму. И се вратил после. Сега, дали било тоа економски или од желба да се отиде на друго место, не знам. Но тек тогаш колку би било едноставно баш. Со бродови иделе. Векови Со траело бродови иделе. Тоа било на почеток на 20 век кога било. Дали љубовта кон гастрономијата, виното, иде паралелно со од година во година кога почнуваш да стануваш се поголем, пострастен патувач? Или едноставно од дете се таков? Кога дете, кога млад бев многу послаб. Меѓутоа, кај нас добро се јаде во семејството и стандардите за готвење се многу високи беа. Баба ми беше на мајка ми страната. Татко ми е сирак, 43-та му починали мајката и таткото, и овој прадедово од Америка што е вратен, кој што долги приказки се тоа, да не навлегам таму, али во страна на мајка ми, баба ми беше од Лесковац. Месо. Тие се таму, не само месо, тоа таму се Кај, крчка, се готви, се прави, тоа мора да биде пар екселанс се. И мајка ми го има тоа превземено со тоа што моите и сакаа да прошетаат. Можда немале толку услови, ама беа, татко ми беше во Америка едно време, некој докторати која правеше таму. Такви работи, они која 70-та година, 70 некоја, дојде мајка ми пица направи, ние прв пат видовме што е тоа пица, многу беше смешно, името безобразно. Така си да, видиш. Сакам да кажам, немаше така. така. Толку со домакиништво веќе Да, доживуваме сакам да така. кажам, 70-та година, дете бев ептен. Ма 50 фармерки немало, тоа знам. Па немаше, добро, купувавме медни Од фармерки. Америка има по 50, ти кажувам години. Све испадна што носталгија за некој Па време. јас ти кажав, значи се додека не дојде нешто кое што ќе направи да го заборавиш претходното, најверојатно ќе се навраќаме, ама се навраќаме на оние работи кои што беа добри. Значи не се навраќаме на себе. Ќе напоменам дека животот можеби беше поевтин, но и во однос на маркетите немаше многу избор. Например, кога ќе појдеш во 80-ти, еве во Германија, јас тогаш доживав, иако бев дете, таков шок да ти имаш од еден крај до друг крај меса. Дури сум рекла, леле, јас овде ако останам ќе се тркалам. Играчки на тони. Тука се знаеше 3-4 артикли, лебот лепа брена беше спектакл, од кеса млеко премина во Детреба, така да тоа е не толку далечна историја. Не фати ти 70-ти и рани 80-ти помода си. Рани 80-ти како дете 80-ти фати. после почна криза, почна едно време имаше Бранко Миколич ли беше премиер на кога забрани увоз, све морало југословенско да биде, не смееше увозно ништо. Па имаше и такви периоди, па имаше она чифтек со регистрациите, немаше бензин, имаше такви работи. Секој време, што знам. Ама и кога веќе зборуваме за храна, исклучително светиње е куварот на Тито, односно Да. Тоа е Велики народни кувар. Велики народни кувар. Да,
Тие зборувавме за традицијата, значи целото семејство од кај на мајка ми страната се гурмани. И тоа мора да се сред војна било, немало работа, немало, али морало да се има, да се јаде добро. И идејата за, мислам дека ми од таму, дека идејата што со што оди, да размислуваш за храната како нешто што е интересно, комбинациите во двете семејства, и кај татко ми се ставало вино и кај мајка се расправа само. Кај татко ми од Битола, дека беше, се ставало машко вино, комињак, ама црно, да те бутне под маса една чаша. Да те А обоју. кај мајка ми па да биде така розикаво, да биде за сојадење, да Она пиеш френч удера. да. И сакам да кажам, се расправа, па ја таму 90 години превземав ја да правам вино. И така, и се навлеков на вино. А сега си познавач на вино, со тоа што еве сега полека ќе дојдеме до Slow Food. Тоа е светска организација, но еве Па не е организација, движење. движење, ајде да кажеме Повеќе движење, добро. има, централата е во Италија и јас таа идеја ми се допадна, беше тука амбасадор на Европска унија, Донато Кјарини се викаше. Пред Фујере беше тоа негде почеток на 2000 години. И ние се дружевме и добар дел од нашите дружења и дискусии беа околу храната во Македонија. Како јас сакам да ги познавам работите, одев тогаш многу во Италија на некои специализации по лаборатории и така натаму, и се дружев со италјани. И јадевме дома кај нив, ме носеа на места каде што туриста нема да отиде. На Сицилија поготово. И пардон. И дискутиравме за храни, почнавме да дискутираме за slow food, колку фактички нашата филозофија во Македонија за традиционални специјалитети, за убави нешта е slow foodовска. И ние почнавме така, формиравме движењето, после се ангажираат други луѓе, дури сега живеат и дишат slow food, ја немам толку време, и го организираме како идеја. Например, ние сакаме да ги заштитиме традиционалните и културните карактеристики на нашата храна. Храната е култура. Така? Апсолутно. И глупаво е ние да си изгубиме својата традиција и култура на храната, која што е добра. Кој да дојде од надвор е одушевено добро кога ќе го однесеш на прави места и не е се кебапчиња и бурек. Сега вака, прави места. Еве, интересно што и ние, кои што живееме тука, не сме сигурни дека одиме и ги знаеме правите места. Прави места, Што подразбираш под право место? Еве, во момент. за секоја храна си има право место. Едно е ако сакаш готвени јадења, друго е ако сакаш изнутрици, ширдени, кукуреци, такви работи, трето е ако сакаш скара, четврто ако сакаш малце откузин, по зготвени европски јадења. Разни места имаат разни специјалитети и риба на трето место и така натаму, значи зависно од тоа што сакаш и какви ти се гостите, таков ресторан ќе ги носиш. Вака се, ова те прашувам затоа што малку чепкав, еве се подготвува во однос на slow food и страшно ќе се сложам со тебе дека ние некако во однос на менијата, ние ми се чини, не знам дали во регионот така, ма ние имаме менија како војна и мир. Значи тоа е целите тетрадки. Каде како не? Не, па со многу ај во ставки. Бугарија да отидеме, контейнер има во каво мени. Затоа праша во регионот. Сега ако споредиме со Светиве Италија, дава нешто и толку е. 4 Слоганот, ставки. мотото, слоганот на Slow Food е јади локално и јади сезонски. Значи не јадеме сега домати. Тие се од оранжерии се пластични. Тие што можат да успеваат во ова време, декември, јануари, не се јаде тоа, се јаде туршија, нормално. Тоа што или се јаде свежа зелка или кисела зелка, се јаде, сега е времето за тие јадења. Се јадат јадења кои што
се локално произведени, не патувале многу. Тие се најдобрите. Сега добро, сакаме некои работи кои што ги нема во Македонија, ќе купиме. Нажалост, едно време произведува аспарагус, ама го нема, сега се целиот е увозен. И чини едно чудо пари. Пример само да дам. Шпаргла. Шпаргла. Еве Шпаргла пред е тебе на македонски аспарагус, мислам. аспарагус, да, ма јас сега зашто нагласив шпаргла, сигурно се слушнал за Александар Алексовски, повеќе по глас, човекот кој што е војсовер на многу реклами, многу документарци И добро, се знам се генерација. Ете, па седеше пред тебе, Аха. еве, тука и сега е популарен како Ацо Шпаргла. Да? Да, така Зашто? да. Затоа што произведува шпаргли. Да? Браво. И мед. Има нешто произведува, па го извезува цел. Ние, добро, не го немаме во нашата Не е кујна, автентично за нас, не да. е автентично за нас, макар да ги имаме сите услови за производство. Некако сме многу ориентирани кон авокадо, еве новите генерации во сега вклучуваат. Авокадото е носач на вкус, како тиква. И сега, авокадото кој ќе го купите тука е исто како да сте купиле тиква увезена од, не знам, некоја екзотична земја. Нема вкус. Јас сум пробувал во тропските земји, зрено, пак е, многу е неутрален вкусот на авокадото. Авокадото се става во тие тропски земји, го користат за во Мексико, нели? Имаат производство како носител и после му додаваат зачини други работи кои што ќе бидат фактички ќе го одредат вкусот на јадењето на авокадото. Било здраво. Како не било здраво, прскано да дојде од Ние буквално имаме се од храна, но некако сега последниве години како се да се увезува, па дури и нашиот автентичен граф од Казахстан, од не знам што и гравот е друг проблем. никако Гравот е бара земјоделието. доста работа и разговарав, ја барам тетовски грав да најдам. Не. И тие се жалат и таму на пазар, вика многу тешко да најдеш, треба стварно да го знаеш што го произведат. Значи треба да биде поред река некаде, да биде и бара доста работа и нема кој да го работи. Работната рака е проблем со гравот и сега мислам дека добар тетовец негде 600 денари кило, така. Тешко се Научна најде. фантастика. Ова сакам да кажам. Ние, како држава, не се потрудивме да си ги заштитиме своите производи. Има еден закон за квалитет на земјоделски производи, кој што е донесен во далечната 2010 година. И тој ги одредува на кој начин се заштитуваат националните производи. Нели сите плачевме за ајварот, ајвер, што ни го земаат словенците, меѓутоа ние не е само тоа, имаме едно чудо и производи и растенија и па и сорти животински кои што се наши автохтони. Знаеш колку имаме заштитено производи земјоделски? Од 2010-та сега сме 2025-та крај. 26-та ќе почне. 16 години. Ми е страв да слушам. Нула. Зошто Почнато е ни е? со Зошто? Охридската цреша, ама си искарале тоа класично. Кој бе ти ќе ми кажеш моите, твоите ово, и Типично. ние имавме еден проект во Slow Food, Седра беше се викаше, и таму ги мапиравме околу 100 и кусур производи кои што треба да бидат заштитени. Со главни карактеристики со све. Ние имаме преку Slow Food во движењето постои така наречена арка на вкусовите, каде што се запишуваат рецептите на традиционалните производи од цел свет. Као арката на Ноја што ќе ги земе, таа е арка на вкусовите и таму имаме неколку работи. Сладкото од зелени смокви, диви смокви, галичко сирење, имаме кцана сол од Кратовско таму негде. Мислам така беше. Буковска пипер. Имаше еден филм, не знам дали си го гледала, за буковска пипер. Почнале туристи да доаѓаат во Буково да барат буковска пипер. Од што го гледале филмот, многу е добар. Добро, ова е добро што го кажа, мислам дека веднаш ќе се пребарува Имаме за филмот. Да, имаме да. Одамна го гледав, сега да не го прескажам, ќе го најдат гледачиве на подкастот. Или слушачите, ја не знам, има и слушачи? Па на Или оди само на оди YouTube? на YouTube, да. Добро. На YouTube. Spotify. На Spotify добро, еве. Добро, јас сум малку Јас сум исто со повозрастен. социјални мрежи немам. Нема. Не, имам LinkedIn.
Добро, тоа е бизнес профил, така. Да, тоа. Иначе вие што немам други А, социјални мрежи. Ова сака да кажам. Ние има две работи што ги правиме во Slow Food што се интересни. Едното е Slow Wine, каде што ги обединуваме малите семејни винари кои што произведуваат вино од традиционални сорти на традиционален начин. И на некој начин се обедуваме да ги промовираме во на пазарот луѓето кои што сакаат да ги пробат. И имаме Slow Food гостилници. Ги мапиравме гостилниците, извадивме еден водич за гостилници, кој што на некој начин се во согласно со филозофијата на Slow Food. На производство на традиционални специјалитети, традиционална храна, рецепти и така натаму. И водич за Slow Wine. Тука ги промовираме малите винари. Тоа се дел од активностиве што ги имаме. Инаку има дел од нашите членови се бават со училишни градини. Ги учат децава како да садат, да прават, да одгледуваат разни. Така имаш и љубов кон земјата, мислам. Земјата и природата. И природата, односно да не мислат дека храната расте во микробранова печка. Или излегува од фризер. Или од фрижидер, дека расте во фрижидер. Ги имаме тие работи и ја држам мастер класови за дегустација и за спојување храна и вино. Млади од новата Z генерација има одговор? Има се сакаат сите да научат. Знаете што те прашам, интересно што додав до информација дека всушност генерација Z на многу специјалитети ќе им пресуди, односно ќе стави крај. Изненадувачки дека тука спаѓаат морски плодови и джигер, например, кој што знае да биде врвен специјалитет, нив тоа им е као не. Нешто мача многу се популаризира. Да. Имаме пријател кој што продава чаеви и не знам за 100 пати му е зголемено потрошувачката на мачата. Како го толкуваш таа глобализација? Цел ден се на интернет и се ако каже еден мачат, сите трчат мача. А добро, фенси станува. Тоа и скапо е. Мачата е, не знам, од зелен чај ја прават во Јапан. Па има и кафе, нешто од тоа. Без сладолед има топ. Ја во Јапан кога бев, сладолед топ од мача. Wow. Вкусно ли е? Не знам, јас вкусно ли е? Како? Да, многу е такво интересно комента, освежувачки. На комента. Да. Не е комента точно, ама таков е вкус има. Еве, тоа е... Добро, тоа се трендови. 70-та година не знаеме што е пица. Јас се згазив од смеење као дете. Ја ги памтам првите, безобразно. Кај што беше Славија, Нина Житолук со тие едни да. метални со јајце и феферонка, тоа беше. Да. Па добро, имаше и 4 типа нека на отвараат, колач. нека пробуваат. Глобализација не е скроз лоша. Да се извади најдоброто. Ја сум голем шверцер на зачини. Да не ме чуат од... Ја мислам дека... И носам зачини од цел свет. Имам огромна колекција од се што го трошам, го правам и сега сум во рајот во Узбекистан. Зашто тие, таму е патот на свилата било. Се што одело од трговија, од Европа, од Африка, од Арапски полуостров за Кина и за Индија проаѓало таму. И тие патот на свилата се вика. Почнувало тука негде. И тука било кај нас имало дудинки, ако видите негде кај свилените бубачки се хранеле со лисија од дудинки. И се уште каде што има такво рачно производство на свила, со ги ранат со лисија од дудинки. Дрвото на нашето детство. И таму се мешале, зачините биле една од главните работи кои што се тргувале. И затоа тие пазари што кажав се многу добри со милиарда зачини со се и се што убави. И кујната е добра. Таму кај што се мешале културите, кај што проаѓале многу луѓе, и кујните се добри. Сега која ти е омилена кујна, бидејќи нели од година во година верувам и ти си го минуваш. Не, сега кој ми е омилена кујна. Онака и се радуваш. Кој дете најмногу си го сакаш тоа да прашаш некој родител? Не, сакам од азијатската, посебно ми е тајландската кујна. Ја кога одам и на курсеви за готвење. Сум бил во Тајланд, ама тоа се као за туристи се, не е тоа некоја диплома да земеш. Ти дава диплома, ама не е тоа еднодневен курс и на крај ви викаш пријателите да го јадат тоа што си го сготвил.
Во Тајланд бев во Виетнам и бев во Кина. На 3 курса, повеќе да им ги пофатам цаките како со што прават, отколку дека ги запамтив рецептите што ме учеа. Јапонија? Јапонија е друга култура, таму е многу интересно. Ја само во Токио сум бил. Не сум бил надвор во. Како на друга планета велат. Па да, комуникацијата не е едноставна таму. Тоа што се пишува на јапонски, таму кај што е преведено па на латиница пишано, од кај знаеш па што е името само. И нема конобари да ти објаснат ништо, него имаш големи екрани и со стискање си нарачуваш, седнуваш на масата, ти доаѓа, ти носи. Таму велат не можеш едноставно во тоалет, не умееш во тоалет да одеш. А тоалетите се посебно доживување. Таму се со тие заперење со свашта. Во моментот, еве некаде вака пред крајот, во моментот она што загрижува е дека нас угостителскиот сектор, особено гастрономијата, не страда и со дефицит на мајстори, на шефови, на илденери, затоа што сите сезонски бегаат. Реално Хрватска собра огромна количина на готвачи, на во секоја сфера. Дури не може да се најде салатерка, чокре, така да па не може како можеме да постигнеме ништо квалитет? не може да се најде. Да земете од други професии, други струки, градежништвото нема луѓе за да. Во не знам, фабрики нема. Криза е секаде со луѓе. Криза е со луѓе, платите се мали тука и луѓето сакаат да одат надвор да работат. Ја не знам каква е економијата скроз на крај кога ќе се земе што се троши таму, колку ти треба пари да живееш во Германија или во Италија и колку заработуваш. Во Хрватска, еве да речеме, се покрива престој и... Да, добро, платите се добри во Хрватска, луѓето немаат проблем јазичен и исто и хрватите боле да земат македонци него да земат филипинци. Но она за што се радуваат, барем јас што имам информација, дека е задоволство да се работи со такви гости. Значи, кај нас има и недостиг на fine dining. Дури интересно е за италијаните, пак е место каде што доаѓаат, да речеме, повеќе забава има и доаѓаат средношколци. Но најчесто се италијани кои што и тие имаат, покажуваат култура, кога јадат, што јадат, како јадат. Не е никако и задоволство е, да речеме, можат многу да научат. Еве и тоа зборуваат шефовите. Добро, за мене е позитивно што одат надвор, ќе научат нешто, па ќе донесат некој, ќе се врати. Ќе отвори тука ресторан и ќе отиде да готви некаде. И имам контакт со доста луѓе што работат гори и се враќаат. Да, Хрватска е топ дестинација во светот, сите одат сакаат. Скапа, ужасно скапа. Дури не знам, нереално скапа. Дубровник ме самите мештва не плачат од цените, но кога ти не можат доаѓаат... да живеат луѓето, па таму сендвич, кога беше лани бев? Сендвич 15 евро, обичен сендвич од трафика. Да, ама кога ти доаѓаат од Емирати, Никол Кидман, добро, да, и Вуди Харелсон со Метју Меконахи со тандем, кои што еве роварат по Хрватска и тоа идат, ги интересира стара скара, мислам многу се непосредни. Тоа знам од луѓе кои што имале контакт со нив таму. Она што сакам да те прашам во однос на нашите угостители, бидејќи сепак собственикот на својот ресторан, угостителски објект гледа како на бизнис. Имам сега дали многу имаме другари имам што се и наетли угостители, кафанџи, како сакаш крсти ги. Многу се тврдоглави, ми кажуваат тоа што јас го кажувам, дека нема врска за тоа што тоа не прави пари. Нив угостителството им е пред се бизнис и они треба да преживеат на пазарот. Они не знам како да таргетираат публиката што доаѓа во нивните кафани, ама 99% од рестораните имаат исто мени. Се од скара, што имате готвено, похованици, ребро во фурна, похованици глупости. Кој јадел, не постои тоа во македонска кујна, тие поховани зденки и тие глупости, тоа е. Дури не постои во Италија 4 вида сирење пица, еве тука експериментира. Има 4 формаджи. Па не знам, мене ми рекоа не знам. Како не 4 формаджи има. Има, ама се знае кои се сирењата.
Аха, добро. Не е она растителното. Ние се чудевме зашто. Добро, тука добро проширена е сега понудата со рестораните, не е кој што беше. Меѓутоа нема вистински готвени јадења. Не зборам само за традиционалните, зборам и за колку ресторани служат филетирана риба во некој сос. Но тоа бара некој да изфилетира, бара и тоа конзумира време. Најлесно е, земи месото, фрли го на скара, хајде. И тоа Еве и во однос на морските плодови, рибата и така натаму, имавме можност не случајно те поканија на 180 степени. Темата беше риба, морски плодови. Поема немав што ќе биде темата. Па тебе нема потреба, ти си го носи своето знаење, ти имаш понекогаш вака кога те слушам ми се чини дека имаш и повеќе знаење од некои актуелни, да речеме, во моментот што работат во кујни како готвач. Сепак шетањето, посветеноста. Ама јас сум имал прилика прво да пристапувам кон храната, сега имам и години километража, да пристапувам аналитички кон храната. Студиозен си во однос на тоа. И ме интересирало, плюс и професијава ми е на некој начин поврзана со безбедност на храна и така натаму. И сум имал прилика да одам во ресторани, сум бил во Мишелин стар ресторани, на секој 2 години имаме Тера Мадре во Slow Food, каде што гостуваат Мишелин звездички готвачи, каде што за неголеми пари одиш на вечера, спарување на храна со нека винарија. Тоа сум го пробувал, па кога ќе одиме некаде, па во Париз е светска ветеринарна организација, јас работам за нив веќе 20 години. Има ресторани, малце тоа е солено, али треба да научиш, да видиш. Сум одел на многу дегустации. Одевме во Барселона исто имам топ ресторани каде што Она што е интересно е, ќе ја спомнаме Франција, значи, они важат за лидери, софистицирани, вака така, но еве ќе ти откриам нешто, а тоа сигурно го знаеш. Например, во семејство, средна класа, нити се милиардери, ни. Апсолутно постои култура на јадење. Зошто го велам тоа? Појадокот е точно одреден прво сатницата, имаат култура во однос на тоа што е за нив појадок. Ја не зборам за елити, зборам за просечни луѓе кои што си одат и се мачат на работа. Значи појадокот беше фасцинантно што е стрикно благ. Тоа забележав, не постојат салами, прав италијан и прав француз од Сабајле не конзумира ништо солено. Да, затоа што до 11 може да ти падне шеќерот, знаат што прават најверојатно. Она што не фасцинираше, значи збориме за просечна фамилија, што ручокот беше точно во еден. Ние по македонски малку се улабавивме, трчаа да не бараат затоа што ручокот е во еден. Интересно, во тоа семејство имаше цела една приказна, се извади прво ликер кој што започнува пред било што, потоа имаше супа и количините се мали, они навистина јадат дури вечерат, ама количините ние тоа што ќе изеде еден, они јадат тројца. И некако и памтам, еве, тој свекорот си готвеше, прв пат доживеав тоа, одамна беше тиква, супа од тиква, па како па зајак направи, тоа не можам да ти опишам. Тоа е едно просечно семејство кое што на вистина тоа е составен дел од нивниот живот. Нема не е за џабе. Да, сега кај нас да речеме, тоа е интересно што еве твојот став. Ние имаме домашна кујна која што е наследена од мајките, бабите и така натаму. До многу скоро време беше запршка се користеше, се, нели, јадеа само бел леп. Ако донесеш од некој сирење, тоа беше непријатност, ненормалност. Значи, ригид не бевме, јас во 80 добро памтам. Некако каква е културата кај нас во однос на тоа, еве каков однос имаме кон храна. Ние многу сакавме дома да јадеме рокфор. И моите ќе отидеме до Грчка, купувавме рокфор, немаше тука и мајка ми или јас си направив сендвич со рокфор и излегов надвор, нели деца ќе играат на улица. И баба му на другаров од комшилук, кога го виде сендвичот, трчање, зимање од рака, уѓубе. Демек му флоса на плосени. Да, таа е само анекдот. Види, француската кујна е една од најбогатите, најкомплицираните. Многу е тешко да држиш француски ресторан, скапа е.
Значи, ако италијанската кујна користи ефтини состојки, најефтини, кујна за сиромашните, француската кујна е кујна на богатите. Јас имав таа прилика и чест да одам на еден проект за козарство и козјо сирење. Се здруживме, дојдаа французите тука, ја ги носев. Па после они ме викнаа таму. И јас сум почесен член на нивната ветеринарна комора. Member di honor. Единствен кој што не зборува француски. Вика, ти си единствен, ама јадеш и пиеш како двајца французи. Живееш по француски. Да, вика, си го заслужил 100% плакета. Сакам да кажам, и тие ме носеа одевме по јужните Алпи, во Рон Алп, во регионот, во Провансалските Алпи, и одевме по фарми кај што прават козје сирење. После тоа одевме во кафанчиња, ресторани кај што готват некои баби, пар екселанс, а тој регион околу Лион се уствари најдобрата кујна и најголемиот број на врвни Мишелин Стар и други готвачи се од Лион. Пошто таму е културата на храната е врвна. И ги научив сите нивни, ова иде со тоа, пастис не пиев никако, ми беше гадно, па ме научи дека требаш многу вода да му ставиш, тогаш отвара. И такви работи, дека ова се ова, па одевме да купуваме сирење, па како ги пробуваат сирењата, па научив доста од колега. Она што е интересно, култура има правила, нема врска која класа е. Се знае кој со што оди, има строги правила. И луѓето го почитуваат. Сега тоа ручек во 1 саат е поради тоа што паузата за ручек е во 1 саат на работа. И тогаш на брзина се подкъсва. Ама дисциплинирани се, ние бевме, како така... Ради работа е тоа, пред се. Ние бевме навикнати од 7 до 3, ако почнав да работам таму 92 година, уште се работиш од 7 до 3. Ке завршиш работа, после идеш карканлук, ке се најадеш, главниот оброк е ручек, не е вечерата, ке нив главно е вечерата. Да, тој. И сирењата одат на крај, после вечер. Тоа имам... А вината, котињак, тоа, да. Она што секако, еве, неле, нова година, слави, чуда, врагови, ти се чинили дека, еве, кај нас има надеж, да речеме, да имаме место каде што она што излегува од кујната традиционално не се менува, значи чинијата останува иста со години. Постојат такви места во светот, кај нас некако менија се прават секој 5 минути нешто различно. Нема врска. 90% од менито ти е скара. Земи месото, фрли го на скарата подобро или полошо. Што имате готвено? Ребро во фурна. Што има друго? Дали тоа на барање на публиката? Некогаш велат дека они многу сакаат за мала пара полна чинија. Ја инсистирам и многу ги притиска моите другари кои што се угостители, собственици на ресторани, да внесат готвени јадења. Еве, пример. Ми се јава еден другар со кого што исто патуваме и slow food, и ми се јава, полнити пиперки, кај има да се јаде? Август беше, септември. Значи да отидеш на пазар со багер да ги ринеш. Нема. Јави се каде, нема, ако ни ми нарачаш ке направам. Друг немаше никаде кај да најдеме. Нешто што е наше, да речеме. Еве, полнити пиперки. Ајде кажи ми во кој ресторан служат тава ориз пиле. Најлетното, Ама не. Детство ги вика, многу ми е сладко. Не, ама убаво. Каде има пилешка супа да къснеш пред јадење? Супа. Кој јаде супа? Ако не е чорба од сабајле, шкембе или телешка, нема супа, нема мени. Многу малце ресторани имаат. Дали страво доаѓа од тоа што нашата публика сака за малку да се пријаде, да се насвисти? Добро, има и тоа, ама за истите пари може и нешто сготвено. Ја ги прашам, која е економијата на полнетите пиперки? Која е економијата на сармата? Дали ти носи повеќе пари тоа, сготвеното, вклучително и колку треба време тоа да се направи, или скарава што ја фрлаш само месо? Не знам, они си знаат, ја не го знам тој бизнис и не знам како се прават пари со храна. До таа лекција не сум дошол. Можам да дискутирам само. Дали ти се чини вака за крај дека можеби кога ќе завршиш со професионални ангажмани, the real job, ќе речеш, што ве убедуваме, јас ќе отворам лезецки. Ресторан е сериозна работа. И ресторан бара да му се посветиш да бидеш 24 сата тук. Да речеме со 4 ставки.
Не, види, има Италија, Франција имаш 3-4 предјадења, 5 јадења и неколку десерти. И тоа е, толку е, нема кај нас дај ова, дај она, сакам се донеси ова, донеси она. Такви приказки нема. И се менува на секоја сезона, го прават менито. Кај нас се скара секој пат. Секој пат. На јадов. На јадов. Па добро, ние сме сиромашна нација. Нас ни се гладни очите. Не, психолошка глад кај нас. Психолошка глад, тоа што, например, ти во Франција, спомна Франција, на Волицко масиче, 3 и 4 може да јадат. Зашто? Затоа што се знае пред јање. Цап, го завршите тоа, дига јадењето. Кај нас имам другари, тоа многу се смеам, дај вика модна ревија. Што бе, од све да има вака во полни очи. Мора да напоменеме дека и грците се такви, па ние сите сиромаштија. Немало месо се јадело еднаш неделно. Немале сите, месото било, како кажам, ретка работа. Празник било кога се јадело месо. Не е секој ден да јадеш дај кило кара на кил. Еве сега се пости, нели, тоа божикне, така рибата настапува. Не се разбирам у тоа. Не, сакам да кажам дека дека никој не може да ми каже што ќе јадам јас. Ни религија, ни било кој. Не во однос на тоа, него е актуелна рибата, да речеме, нели, кога се пости луѓето здобуваат. Да, денеска е Свети Никола. Никола е посна и сега на софрата има посна. И сега на секоја слава, а треба да пројдеш кај 3-4, и сите имаат ладна риба со гравче. А гравчето е направено пелте. По глупава комбинација, не знам дали може да постои. Ама тоа како е правилно, всушност и за онака како што треба. Не знам сега тоа, не би ги толкувал. Не зборувам кога веќе сервираме, ако треба да има гравче. Риба за масовни собери е деликатна за служење. Прво е деликатна заедно, треба секој да седне, да видиш дали има коски, нема коски и така натаму, треба светло да има, не да биде овака катанга кој што се славиве наши. Рибата си бара секој јадење бара температура на сервирање, исто као виното. Не е ист вкус на рибата ако е топла и сега сготвена на било кој начин и ладна да ти ја дадат. Не е тоа. И не можеш ти на нога да јадеш риба, тоа е малку незгодно. Тоа е непишана традиција, некоја таква стана, не знам на времето. Сама по себе. Не се разбирам во постање, така да немам. Не зборував за тоа да дојдеме на редот за таква трпеза каде што нема месо скарано, има риба. Ако ти дојдат на слава 30, 40, 50 луѓе во стан, што ќе им правиш? А треба да ги, нели, слава е, треба да се почасти. Треба некој канапе да се направи и за боцкање така да биде. Како рековме, рибата во очи се гледа дали е свежа или не. Ама добро, да, ама кога е подготвена исто. Ти може да биде најдобрата риба свежа, остаја да се олади, ќе се здрви. И готово. И после што? Не е тоа. Не е тоа. Па со граф па риба. Па не, ама не оди, мислам, не оди тие работи. Не може по гравот интензивен, па нарочно нели кој ќе го прават посен става доста алева таа паприка. Па знаат и нане малку. И нане знаат и ова. И тој е силен, јак. И го доминира вкусот на рибата што ќе осетиш. Така, тоа е цела една наука. И имаше една книга, верувам се ја прочитал, Песто паста, каде што главниот готвач всушност се удвараше во девојката која што работи во ресторанот и тоа преку храната. Односно подготвуваше за да му помогне на својот колега дека те знае да готви, да ја шармира. Тој подготвуваше. И она што е вистина дека храната на вистина знае да делува на твојата состојба, се чувствуваш убаво. Ми се случило тоа. Има едно со тај ми се случило. И како да кажам. Ние сме она што го јадеме. Така некако доаѓа. Има еден многу добар филм кој не го гледал, Sideways се вика или не знам на македонски, Застранување. Добро, застранување. Двајца пријатели одат во Калифорнија, во Напа или Сонома, не знам каде беше регионите, и преку типовите на вино кои што го пијат, се прикажуваат карактерите. И тоа е за Пино Ноар,
колку е комплицирано виното да се направи, колку е деликатно, па што како, па знае да забега. И овој таков беше што го пиеше, тоа другиот беше каберне, па беше таков екстровертен. Во Песто паста еве насловот, мислам дека најголем магија направија тартуфите, ама она полека се влюбуваш и мислеше дека всушност тој со кој што седи го подготвува тоа, всушност готвачот буквално се додворуваше со храната и успе. Храната знае да има магичен импакт, не е случајно тоа, таа е лек, те лечи и те разболува, нели? Ма не секогаш апетит и сладокусец, тоа да знаеш, никогаш луѓето јадат емотивно, алавоста, нервозата. Сепак, оној кој што е гастроном и познавач на храна има поинаков пристап. Многу ретко јадам да се најадам. Јадам за да уживам во храна. Како тоа е велат, проблем. поважно е да јадеш за да живееш, отколку да живееш за да јадеш. Ме разбираш? Добра, ама некако ме интересира храната и стално ме интересирала и Ти се некако нашиот Ентони Борден. Знаеш како велеше, ве молам, кога ќе патувате, потрудете се да не прашувате Google и актуелни места, него здружете се со мештани и одете на нешто што е најне... А добро, нашите Печатливо. патувања се слични као ние тоа е си се викаме, патувач, а не ние си се турист. викаме гастрономади. Гастрономати. Да. Добро, примате нов член. Да. Да. Чукре, секако благодарам затоа што е огромно задоволство. Од тебе едено очекувам ова можеби да дојде ден, ај ќе ти помогне да го запишеш. Треба да Не го уклучив уште, треба да го научам, Да. ќе го ставев Си сега. И размислувал ќе еве ти пуштев се и увод- ќе ти пуштев транскрипција на македонски. Си размислила ли целото свое знаење да го запишеш? Не. Не сум размислувал за тоа што не ја разбирам тој порив што го имаат луѓето, се што прават да стават по социјални мрежи и да се експонираат и некој да ги прати или да се расправаат по социјални мрежи. Мислев на книга, како прирачник, Уф, како нешто кое што... Не сум имал толку време. Не. Не сум имал толку време за да седнам можеби еден ден, ама што? Денес кај тебе што има на мене? Два дена ми донесе еден другар димени чадени прасешки ноџиња и правев гравче во слоу кукер со тие чадените ноџиња и имав малку сланина од мангулица, ако знаеш што е тоа. Мангулица не е ли сланина? Мангулица онаа свињата коврџавата црната. Ау, Старската од времето што било. Таа е цела масна. Ама е хите сега сегде во светот и повторно се враќаат тие фарми. Она и многу поише храна конзумира. Доступна е тука? Па има неколку сега има запатено, пошто е деликатес мангулица. И тоа потекнува од Војводини од Унгарија. Од таму е сортата. И е позната по тоа што нема холестерол во неа. Во целото, во месото во сланината нема 0 холестерол. И сега пак се враќа. Се враќа оно на цели специјалитет, генерации ама свинска маст. сланината е бела, нема месо. Само мрз. Па свинската маст. Ама тоа мириса убаво. Генерации израсна цели векови, па не чинеше, па Па се ја пак- сакам да готвам со свинска мас. А всушност поспешува здрав холестерол. Сакам да готвам на свинска мас и јадењата се многу повкусни. Има сега нова финта прават, пржат крап во свинска мас. Да? Не е за постење добро, али Ама не еве, зошто пософтана? маста има своја конзистенција и ако ги размислува човек физички како и да работите, не дава да излезе маста од крапот надвор, затоа што е појака маста Конзервира. ги задржува тие сокови внатре. Интересно, Па, значи сепак риба и прават свиња чипс на може да свинска живеат. мас. Чипс на свинска мас Е тоа да ми река сум чула чипсовиот. Добро, секоја маст, дали е растителна или животинска, има свое Та има и лековито дејство, нели? има своја температура на која што преоѓа во штетна, во нештетна и која на која температура се. Маслиновото е екстра врџен што е девствено. Девство. Тоа не е за пржење, не е за високи температури, повеќе за салати, за јадење, за отпосле ставање за шмек. Овие што пржат с компирчиња знаат дека тоа иде на палминово масло, затоа што тоа е
може да биде на највисока температура да не се трансформира внатре составот на. Па затоа ете како рекле, не рекле случајно оно што јадеш тоа си ти. Да, тоа го кажав. Па Чокре, фала. И се надевам дека следно наше ведување ќе биде некое гастрономско доживување, затоа што навистина можам само да замислам како изгледа кога ти некому нешто ќе му подготвиш со сета своја љубов и знае. Јас експериментирам. Па тоа е добро. И не ги знам, ја не сум учел по рецепт, не знам Па не знам да сготвам. Па така се доаѓа до. Кој ти е во моментот врвен готвач, еве тоа да прашам? Немам така. Немаш, никогаш не си се Не, па и и готвачите ми се другари. Не, зборам вака во светски рамки, нели, едно време Гордон Ремзи, па се оној Джино трча, скари прават, пустат, интересни се. Да, и секако во Данска. Едно е зборуваш за овој, за Рене. Рене, да. Едно е кој како го презентира тоа, значи они се медиски личности повеќе него готвачи. Најдобар е Джейми Оливер, со раце става, прави тоа, ги прави едноставно работите, но он е презентер, многу подобар него, мислам, он е врвен готвач, да. Он многу направи измени во однос на децата, менијата во Англија. И неговото сваќање фактички за храната е слоуфудско. Слоуфудско, да, скроз. Да, и немам некој свој да кажам. Долг да рече, од минатото вака од. Не, има тие главните книги што бе оној White, Пиер Марко White. Тоа е интересна личност. Има една книга White Noise ли како се каже. Исто за готвење интересна. Оној како се викаше од Лион, што е основачот на модерната француска кој нема токави книги. Не ми текна се името како да не погрешам нешто. Букас. Ој од сега од тебе учам. Букас се пише на книги. По бук. Има повеќе. Значи дали ги гледаш готвачите како тоа како медиски личности или што напишале книги или некој што ти сготвил. Сега прашање, не сум бил кај Гордон Ремзи да ми готви, не сум стигнал. Или Джейми Оливер, сум бил во ресторан негов, ама не знам, он не ми готвил. Да, он не готви, готват сепак други. Ми се допаѓа пристапот на Джейми Оливер, тоа што е народски и е едукативен за широка маса. И е комплицирани француски. Едно јадење француско, па тоа треба едно 100 черпици, тука подгрего путерот, тука направи ги. Да, имаат супа у две бои, па не се менува. Ужас. Верувам дека и со право се малце поарогантни во однос на останатите. Па да, они се малце по самозалюбени во својата храна и во својата култура. И со големо право. Со големо право. Ја ги зафркавам јазикот вие, исто како латинскиот. Како па викам мртов јазик, никој не го збори. А болно ги боли тоа, но бле беше некогаш. Ама ја правев некој предавање кога бевме таму и ми го преведува на француски. Они не ги знаат да ги пишуваат доле цртичка, проблем. Како беше Чокре? I sing. Благодарам многу уште еднаш. Фала што. Пока ја немаме вакви некои социјални мрежи и овие работи и немам некоја посебна желба да објавувам нешто па да гледаат сите. Па ти толку мислам дека времето ти е ориентирано на животот да апсолутно нема потреба да го живееш тука. Па не. Тоа е не е така. Не е така, јас сум малце пооптимист од тебе. Имам убавината е во луѓето што ги знаеш, во социјалниот момент што не можеш да го имаш на другом. Се е во рамнотежата ми се чини. Кога ќе го извлечеш од се оно што ти го дава животот, најдоброто, без да претеруваш, секако е одлично. Сите убајни нема. Викат, која си земја ти е најубава за посета. Секој има своја убавина, не знаеш за што, за храна, за шетање, за култура, за ноќен живот, за што, за музика, за градби, за ова. Секоја држава си има своја. Која земја има најубави жени? Еве тоа да искористиме, прашам толку патување. Тешка работа, накај Украина таму би вртале.
останува да бидат лидери, нели? Да, не, па да е ужас. Русија, Украина. Ужас. Ја не сум бил, никако да отидам во Русија. Цел свет бев во океанија на Соломонски острови и заокружив сум работено. Товариш Чукре, не На се... сите 5 континенти имам работено. Заокружив со Соломонски острови. Тоа е кога ќе копаш вака планетата, кога ќе испаднеш на другата страна, таму. 4 дена летање до таму. Сум бил секаде и зборуваш за убавина или као... Али јас прашав за жените, вака кои се најекзотични, најубави по твој вкус, бидејќи За си видел... убавина, чиста убавина, вие се супер. И таму на улица вака викаш, леле, ова е најубава жена што сум ја видел во живот и се вртиш, упс, подобра прави. Не можеш да... И на автобуска таму во Ова Киев. како пазарот, нели, азиски. И после се мрднуваш и си викам, замисли да си грда жена во Украина. Нема поголема казна. Ке готвиш убаво. Да, добро. Иначе за други работи. Точно ли е дека патот и при крај, точно ли е дека патот до срцето на мажот е преку стомакот? Зависи кај кој како. Иначе има многу вистина. Мајка ми викаше, тенџерето го чува семејството. Ако нема сготвено, ако не се собере семејството да јаде заедно. Мислам дека тоа обединување, храната има мог да обединува, луѓето се отварат, тоа е интимен чин. Така да ете, може би се што му се случува на модерниот човек е тоа што јаде од нога. Брза и фрижидерот е како, не знам, како полица станат, не. Ама и готвењето бара време. Бара прво купување. Зашто ти ме праша дали би пишал нешто или ресторан дали би држал? Не. Тоа е 24 треба сабајле да станеш. Ако немаш добри состојки од сабајле, не ги видиш сите, не е тоа. Ако не ги погледнеш работите, ако не пробаш од све и цело време да си посветен на тоа, не е тоа. И многу е важно да се готви со љубов. Тоа е интересно дека тоа јас сум забележа ако правам нешто на брзина, нервозно. За све. За се. За се е така. Се што правиш со љубов мора да биде добро. Љубовно беше ова интервју, многу се научи, некако светот го донесе во Хоризонт Тилма и отвори хоризонт за тоа дека може би сепак треба поинаков пристап да имаме кон храната и она што го имаме и како автентично, готвено, домашно. Имаме многу. Треба да бидеме малку попозитивни. И према тоа што го имаме, да не го омалажуваме и да имаме малце почит кон храна, кон други луѓе, кон се почит. Ние уживаме во тоа да некого навредиме, да некого го ставиме под нас, да не почитуваме нешто. Кој беше од тој, знаеш? Тој професор, што тоа нема врска тие. Овој што немаме почит за ништо. Кога би се научиле малку, мислам дека тоа и треба да се обрати во воспитанието, кога би се вратила почита кон се, кон постари, кон семејство, кон родители, кон баби, дедо. Кон себе си, мене таквите луѓе не ми личат дека имаат и почит кон себе си. Добро, брз живот. Ароганција, и некој го изема, ама почит не. Да. Тоа во некоја друга прилика, но со тебе секако верувам следен пат ќе биде ново доживување од некој патување. Многу скокавме од теми на теми, ама... Не можеш ти толку, имаш многу да се пофаќа, важно ми беше секако да пофатиме од твоето знаење за храна и она што е битно кај нас. Нели, да се врати и да му се стави акцент, едноставно го имаме цел живот. Составен дел од нас, а ние го избегнуваме. Нека луѓето да ја почитуваат храната и традиционалната храна. И јадете почесто дома, и јадете почесто заедно. Да. Чокре, благодарам уште еднаш. Фала и на тебе.